Благодарам председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми и граѓани. Уште еден закон со европско знаменце се носи во оваа собрание. Дали сме ограничени со деновите за дискусија, за поднесувањето на амандмани, ќе видиме овој закон е многу важен за регионалниот развој, односно за развојот на руралните делови од нашата држава. Да не се повторувам со колешката, ќе кажам дека жалосно е на денешно време во многу региони од нашата држава граѓаните немаат вода за пиење, па пијат од базени, немаат струја, па се приклучуваат на соседите, немаат превоз за учениците, немаат градинки, да речеме селото Могила е со 3000 и повеќе жители, градинки немаат канализациона мрежа и така натаму, и треба стварно да се обрне добро внимание на овој закон. Нешто не ми е јасно со поделбата 70% за проекти на планските региони, било порано, сега се намалува за 60%, 20% за подрачја со специфични потреби, сега 10%, 10% за развој на села и сега имаме 20% за урбани подрачја. Не знам каде би оделе тие пари, тоа ако може заменикот министер да ми го објасни. Имам неколку забелешки по неколку членови од овој закон. Член 27 став 3 стои: конститутивната седница на Советот за развој на планскиот регион ја свикува градоначалникот на општината со најголем број на жители во планскиот регион во рок од 30 дена од верификацијата на мандатите на градоначалниците. Нејасно е кој го верификува мандатот на градоначалниците и во тој случај кога се уште не е одржана конститутивната седница или што се подразбира под верификација на мандати. Значи да се прецизира или преформулира овој став. Понатаму, во случај на отсуство на градоначалникот, на седницата за Совет за развој на планскиот регион го заменува од него овластено лице од редот на членовите на Советот на општината, меѓутоа да се прецизира дали замената е со право на глас и што во случај на отсуство на председателот на Советот на развој на планскиот регион. Став 8. Јавен повик за избор на членот, представник од Сдруженијата од ставот 7 на овој член го распишува Советот за развој на планскиот регион во рок од 30 дена од денот на конституирањето на Советот за развој на планскиот регион, а истиот се објавува во 2 печатени медиуми, 2 локални медиуми, како и на веб страната на Центарот за развој на плански регион. Ако е член, е нејасно како и зошто се конституира Советот без него, односно без сите членови, кој ги плаќа овие објави во јавните повици и во весниците. Во став 18 стои: доколку во рок од 30 дена од денот на конституирање на Советот за развој на планскиот регион ќе се распише јавен повик за избор на член представник на Сдруженијата, јавниот повик го распишува министерот, во врска со член представник од Сдруженијата може и поцелисходно и економично министерот да го распише јавниот повик, комисијата да биде формирана од министерството и зошто толку многу вклучени страни во избор на овој член како председател на Совет на планскиот регион, представници од локален економски развој на општините, па објавување на веб страна, па председатели на комисија, состанок на пријавените кандидати и така натаму, кои ги исполнуваат условите, така да останува малце простор за недоверба дека процесот ќе биде добро и навремено завршен и не е дефинирано тоа што
се бира здружение, а потоа се зборува за престанок на мандат на физичко лице, кое физичко лице ќе го представува здружението кое ќе биде избрано. Тоа се некои нејасноти кои што ги прочита во законот, па мислам дека треба малце повеќе да се обрне внимание, инаку навистина овој закон треба една сеопфатна анализа за да можеме барем на заостанатите делови од нашата држава да им овозможиме на тие граѓани достоен живот понатаму. Ви благодарам.